Земја привлечна за странските инвеститори, вака CNN ја опишува Македонија. За ова зборува и премиерот Никола Груевски. Елена Тосевска. I list Macedonia in association with Invest Macedonia and Macedonia Tourism. Добре дојдовте во специјалното издание World One. Јас сум Ана Корен во живот Скопје, главниот град на Македонија. Овде ја снимам емисијата iList за CNN, која што се фокусира врз иновациите на луѓето и врз местата што го менуваат светот. Следуваат неколку детали за Македонија. Македонија прави се за да привлече странски инвеститори, што е клучно поради големата стапка на невработеност. Речиси третина од населението е невработено. Во изминативе години е забележан голем напредок. Деталите ги има Ник Робертсон од Скопје. Пред 10 години беше незамисливо да се инвестира во високата технологија во Македонија, некогаш осиромашената провинција во поранешна Југославија. Ние овде го пренесуваме нашето искуство во производството низ целиот свет. Тоа сега го применивме во оваа модерна фабрика. Джонсон Мети е светски лидер за каталитички конвертори. Има 8500 вработени во над 30 земји во светот. Легислативата за намалување на штетните гасови од возилата доведе до проширување на бизнисот низ Европа, па и во Македонија. Невработеноста е сериозен проблем во Македонија. Колкав е процентот? Во моментов е околу 31,7%. Во изминативе 3 години успеавме да ја намалиме од 37 на 31,7%. Тој вели дека ова е наследено од поранешна Југославија, која што на оваа нација од 2 милиона жители и остави неколку пропаднати индустрии со уште помали пазари. Водејќи агресивна кампања и вршејќи значајни реформи, Груевски има за цел да го смени тоа. Драстично ги намаливме даноците, ја намаливме бирократијата, воведовме рамен данок. Направивме многу нешта за да создадеме подобра бизнис клима. Светска банка вели дека Македонија бележи напредок според минатогодишните бизнис истражувања на банките. Македонија се најде на 32-то место од вкупно 185 земји во светот, веднаш зад Франција и Холандија. Во индустриската зона празниот простор околу фабриката Джонсон Мети сведочи за минатогодишната глобална рецесија и за прекинот на странските инвестиции за изградба на нови фабрики. За Джонсон Мети празниот простор е придобивка. Нивната инвестиција е важна за нас поради неколку причини, меѓу кои што и градење на имиџот на нашата земја дека има добра бизнис клима за вработеноста и за извозот. На Македонија се потребни повеќе вакви инвестиции доколку сака да го подигне животниот стандард на 2-милионското население. Ник Робертсон за CNN од Скопје, Македонија. iList Macedonia in association with Invest Macedonia and Macedonia Tourism.